Се наоѓаме во Дом на млади во Штип по повод концертот организиран за Тоше Проески. Коки, кој е феноменот на Дули Коки кој трае и ден денес? Прашање доста на место, фала ви многу. Феноменот на Дули Коки е практично публиката, значи публиката на времето кога се појавивме препознале нешто кај нас, нешто ново, нешто интересно, вокалот на Дуле, виолината, таа некоја харизма и нормално Господ рекол дека Дули Коки ќе видат тие и тие, ќе видат тие песни, се претходно било предвидено и еве ден денес се пеат уште песните од Дули Коки. Фала им многу на публиката што ден денес еве ја настапувам секаде се уште и се уште ги бараат песните. Да. Кои спомени ве врзуваат за Домот на млади во Штип? Па ние овде израснавме, овде се од наши 14-15 години, овде сме стално кога доаѓам овде, овде правив концерт лани во септември и секојаш буди некои специјални емоции. Овде израснавме с првите љубови, првите друштва, првите журки, првите бендови што доаѓа од цела Југославија, овде ние слушнавме што значи рок-н-рол и така натаму. Мислам долго треба да се зборува за Дом на млади, едно прекрасно култно место. Еве се уште кога и да нешто се случи овде се уште има луѓе и се уште е полно. Ова е феномен Дом на млади во Штип. Сите ја знаеме големината на Тоше Проески. Што за вас всушност представува учеството на ваков настан? Види, идејата е супер, нешто феноменално. Мислам дека е за прв пат во овој карактер. Што да кажеме за многу е кажано и генерациите што доаѓаат, што се и што доаѓаат и се уште ќе биде се нешто недоискажано за Тоше Проески. Тоа е како да ви кажам, почетокот на нешто ново во Македонија, на Балканот. Реткост. Значи човек со многу напори за колку што можеше да постигна, а ние сме должни да сето тоа го продолжиме и неговото дело, нели? И песните, и овие млади клинци овде што се мислам дека никош нема тоа да застане. Тоше Проески едноставно е Тоше Проески. Нема што јас да кажам нешто. Премногу се зборовите се премногу, значи штета. Дали од музиката може пристојно да се живее во Македонија? Како да ви кажам, јас сум човек кој што веќе скоро 30 години сум скоро секој викенд. Пристојно, да, пристојно може да се живее, но многу е како да ви кажам, многу голем ангажман, многу голема жртва. Треба малку да ти се посреки, треба малку и плански сето тоа да си зборам за себе, за толку време да се уште настапувам. Може да се живее, но меѓутоа, како да ви кажам, споредувајќи се со се околу нас, значи морам да спомнам, се уште сме за некои работи многу далеко. Ќе треба уште долго време да дојде некој да даде интервју и да каже јас слободно живеам комотно и сум обезбедил од музиката за моето поколение. Значи ќе треба уште доста време. Така мислам. Ste se ljubljene dolaze После свега знам да силом Што беше пресудно за вас за да го започнете тешкиот, но и возбудливиот живот на улицата? Па се почна од многу мала возраст. Прво пред родители, на родендени, па забави, па класични настапи, јас сум флейтист и после тоа секакви настапи се случуваат, така да Фиренца ми беше едно од местата кај што, устари почнав во Ница, пред јахтите, пред рестораните, па после на плоштади, така да беше многу занимлив пристап. Кој ви е умелено место за настап со оглед на тоа што настапувате на познати европски метрополи? Умелено место? Па би рекол, ми се свигаат помали дешавања, како например може би некоја веридба или мала свадба во некоја вила, малку поприватна. Не сум за многу гужви.
Од секогаш ми се свигале помали настапи, затоа што имаме, можеби, можеме да се запознаеме со повеќе луѓе, да се дружиме и мене ми е седно ствари, можеби и настапот пред 1000, пред 100.000 кој може да наполни стадион, ама мене ми е било интересно да можеме да се дружиме. Помали настани, јас сум свирал на секакви врсти на настапи. Во амбасади, во вили, во такви места. Дали може од музика пристојно да се живее во Македонија? Не е мал пазар, ама ако некој се заинтересира, би можел да настапува на секаде. Ако е пеач, може да настапува низ цела екс-Југославија, и соседна Бугарија, и може би во Грција. Зависи од тоа кој какви желби има. Македонија може би мал пазар, ама јас мислам дека може да се живее достојно. Не знам, немам искуство, не живеам во Македонија, ама мислам дека би можело. Се може, ко се сака. Сите ја знаеме големината на Тоше Проески. Што за вас представува учеството на еден ваков настан? Па, мене Тоше ми беше голема инспирација. За малку бевме генерацијски колеги на факултет во Скопје. Се имаме дружено малку, кога дојде во Штип еднаш го поканив, ми рече дека би било животна желба да настапува во Париз, додека јас студирав тамо. Не му се оствари можеби желбата, ама он е за сите нас голема инспирација и би рекол многу има помогнато да имаме самопоуздање како македонци од екс-Југославија за нас постарите генерации, дека квалитетот се цени и покажа дека со музика нема граници, со добротата сите срца се освојуваат и таа порака беше за мене една голема награда. Јас многу го сакав. Тоа беше едно многу убаво дете, Тоше. Од каде љубовта кон флейтата? Па јас не одбрав флейта. Јас се успев тој ден кога имаше приемни испити. Требаше да свирам клавир, ама јас веќе свирев клавир. Имаше достапно професори по флейта, па почнав да свирам флейта, но јас прво почнав да пеам, па кај дедо ми научи да свирам клавир, па флейта со професор, да, во Нижо, почнав да учам, а после гитара и така музиката во глобала ми е мојот живот, така да сите инструменти се убави, ако има време да се посвети. Мене флейтата ми е, да речам, weapon of choice, тоа што го имам студирано, што го знам најдобро да го свирам, ама гласот го усовршувам уште од многу мала возраст, така да пеам од многу мал за себе, па и за други, за одбрани мали друштва. Нашиот следен гостин е познатиот македонски пеач Александар Тарабунов. Александар, какво е чувството да сте син на познатиот македонски пеач на народни песни Иванчо Тарабунов? Па одлично, многу имам научено. Татко ми многу искуство има, што ми го има пренесено и ние што сакаме слушаме, после си тераме и понашаме. Мислам, јас сум таков како тип. Сите ја знаеме големината на Тоше Проески. Што за вас всушност представува учеството на еден ваков настан? Мене ми е чест секогаш кога сум настапувал со некоја, мислам, во чест на Тоше Проевски, бидејќи израснавме со Тоше Проевски. Тој беше нашиот и музички, и животен идол едноставно. Секогаш ми е чест кога пеам негови песни. Дали од музика може пристојно да се живее во Македонија? Доколку се работи со страст и доколку го живееш тоа, не го правиш лажно, мислам дека може. Со многу труд, кога тогаш ќе дојде успехот и ќе можеш да заработуваш и да живееш од музика. Дали може би во иднина планирате некоја нова песна за публиката? Да, моментално, мислам, еве сега следнава среда ќе правиме промоција на нов спот и песна, која што ми е дует со мојот колега Димитар Андоновски. Која порака би ја препорачале на младите кои што се наоѓаат на прагот на нивната музичка кариера? Да веруваат во себе, да бидат оригинални, да работат постојано, да снимаат многу, мислам, многу песни да снимаат и не е битно, мислам, нормално треба све да биде квалитет што го вадат, али не значи дека секоја песна треба да им биде хит, туку треба постојано да снимаат
па народот да одлучи која песна ќе им биде хит. И така да ги нижат хитовите. Пошто ќе го паметите Тоши и пошто е тој препознатлив за македонскиот народ? Тоа ќе го паметиме сите првенствено по неговата харизма, неговата добрина, музиката која што ни ја остави на сите, да ја слушаме и премногу хитови евергрини. Едноставно по-добро ќе го паметиме Тоше Проевски. Кое беше вашето прво појавување на сцената и дали паметите со која песна имате настапено за прв пат? Каде почнаа вашите почетоци? На Охрид Фест. Не ми текнува точно како беше насловот на песната, меѓутоа на Охрид Фест 2007 мислам беше првиот почеток. Нашиот следен гостин е почитуваниот македонски пејач Дарко Андоновски. Дали македонските пејачи имаат поддршка во Македонија? Па би кажал дека и имаме, иако не доволно. Факт е дека се слуша доста странска музика, претежно по радијата. Значи генерално има многу големо влијание српската музичка сцена и кај нас. Делумно гледам дека се крева нивото на слушаност на македонската музика, ама треба многу голема поддршка и од медиумите и од целокупна јавност. Сите ја знаеме големината на Тоше Проевски. Што за вас всушност представува учество на еден ваков настан? Па за мене е огромен предизвик, да бидам искрен. За малку немаше да бидам тука. В последен момент се договоривме ради некои обврски. На ова исто место прв пат го слушав Тоше Проевски пред многу години на неговиот прв концерт во Штип. Така да за мене представува огромно задоволство. Многу е тешко да се влезе во кондурите на Тоше Проевски. Многу е голем предизвикот да се испее негова песна. Се надевам од оваа публика тука ќе добиеме голема поддршка и ќе си поминеме супер. Дали од музика може пристојно да се живее во Македонија? Па да бидам искрен, јас како личност генерално не настапувам по живи настапи, не правам свирки и слично, работам продукција, работам авторска музика, не е лесно, меѓутоа си треба трпение, си треба време за да се склопат коцките и сето тоа и да се исплати на крај. Како започна вашата љубов кон музиката? Јас да бидам искрен, од мои 6-7 години почнав да свирам пијано до некои 13-14 години. После продолжив со гитара и соло пеење и тука некаде ми се споија коцките со соло пеењето. На 17 години прв пат настапив на Макфест. После тоа имав уште 2 настапи на Макфест, така да цел живот со музика ви кажам. Што е следно што ќе работите во вашата кариера? Па генерално работиме многу во овој момент, работиме и на авторска музика, лично за мене како артист. Дополнително работиме и за други музички звезди во државата и надвор од државата. Имаме проекти тука во Македонија, ги работиме со млади талентирани музичари. Исто така направивме една соработка со една девојка од Босна и Херцеговина, ќе се промовира во Србија песната, така да се надевам дека ќе имаме успех. Сведоци сме дека картите за српските звезди се поскапи за разлика од македонските. Зошто е тоа така? Така е, можда заради нашиот македонски менталитет малку не се цениме доволно самите себе си, треба малку повеќе да си посветиме внимание на нас како македонци, како луѓе, да се почитуваме повеќе меѓу себе и да си дадеме поголемо значење. Не значи дека сите они се многу поквалитетни од нас и ние имаме квалитет, меѓутоа го немаме издигнато, ја немаме таа големина на продукција, масовна продукција и слично, и го гледам проблемот тука искрено. Дали во периодот што следи ќе објавите некоја нова песна за гледачите? Да, јас пред прилика месец и пол имав еден дует со Тијана Перич, одлично пројде песната. Сега за некој недела до 2 очекувам да излезе мојата нова песна. Тоа е соло проект, моја песна е лично, така да ја работевме заедно со еден дечко, дополнително со мојот соработник Кире Кимов, така да се надевам дека ќе имаме исто така добар успех и дека ќе пројде добро кај публиката. Колку време работевте на овој проект? За новата песната е стара од прилика околу година дена, така да си чекаше момент да и дојде времето, зрееше едноставно, го сработивме аранжманот последниве недела 2, завршивме завчера со пратечи вокали, така да од прилика месец и пол активно се работи на песна. Како ви влијаат настапите во секојдневниот живот и како се снаоѓате со нив како
тука на Катко? Па јас генерално, значи, настапи во живо многу ретко имам, или ќе биде тоа некој фестивал, или ќе биде некој ваков настан, така да тука немам пречка, меѓутоа имам друга пречка која што се вика работа во друг сектор, значи сум во финансискиот сектор. Голем дел од времето го трошам таму, после тоа го трошам во студио, па и со фамилија, така да тешко се балансира сето тоа, ама сега за сега успевам. Која ви е најголема поттршка во животот? Па можам да кажам мојата фамилија, сопругата, децата, мајка ми, сестра ми, значи роднините, пријателите, така да имам голема поддршка искрено од мали нозе за музика. Дали се сеќавате кои беа вашите први почетоци на музичката сцена? Да, како што спомнав и претходно, мој прв настап официјален, професионален беше на Макфест далечната 2003 година. Настапував таму со песна на словенски автор Брана Ликич и тогаш почна се. После тоа имав некоја голема пауза од некои 15 на години заради одредени обврски, факултети, едноставно живот и пред 5-6 години се вратив комплетно пак на музиката, така да работиме доста сега. Сега си реков дека едноставно ќе траеме подолго и ќе бидеме упорни. Треба многу трпение за оваа работа, дефинитивно, така да живееме у такво поднебие кај што, како што спомна и ти, српската музика малку поголем замав зима за разлика од македонската и се надевам дека ќе го кренеме тоа ниво и на македонската музика на подобро ниво. Тоа беше се што имавме подготвено за вас. Се надевам дека го задоволивме вашиот вкус и останете понатаму со МН телевизија.